Централен дневник на К1. Добро вечер. Јас сум Владимир Ристов. Со настаните кои го одбележаа денот започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Договорената цена за откуп на пченица е 11 денари за килограм. Автоматизирани инвалидски колички во Кавадарци за лицата со хендикеп. Започна да функционира зелениот сервис за граѓаните. Договорената откупна цена за килограм пченица од годинешната реколта е 11 денари за килограм. Истата ќе важи за минимален квалитет за производство на леб. Според мелничарите, оваа цена е прифатлива доколку се земат предвид цените на увозното брашно. Земјоделците пак бараат дополнително субвенционирање од 2 денари. Идната недела започнува откупот на пченицата од годинешната реколта, која според прелиминарниот договор меѓу представниците на мелничарите и земјоделските здруженија ќе се продава по 11 денари за килограм. Според мелничарите, оваа откупна цена е прифатлива и ќе значи помала конкурентност на увозното брашно и намалување на цената на лебот за околу 10%. Истата ќе важи за минимален квалитет на пченица за производство на леб. Се што е под овој критериум ќе се откупува по пониска цена, додека за премиум класа цената може да биде и повисока. Цените ќе оди на класи, исто како лани. Прва класа 11 денари, втора класа 10, трета класа 9 денари. Плаќањето ќе оди исто како лани. 30% ќе биде платено во рок од 7 дена. Останокот ќе биде платено во рок од 90 дена. Земјоделците бараат субвенционирање од дополнителни 2 денари за килограм пченица, за што ресорното министерство ќе одлучи по завршувањето на откупот. На производителите кои не сакаат пченицата веднаш да ја продадат, а немаат сместувачки капацитети, мелничарите им понудија минимални цени за оваа услуга или бесплатна услуга доколку подоцна ја продадат кај нив. Наскоро платежната агенција ќе објави оглас за изградба на силоси, кои преку ИПА програмата ќе се субвенционираат со 75% од дивната вредност. Дополнително на жатварите ќе им се помогне и со сместувачките капацитети на државата. Поради поплавите годинава се очекува квалитетен род но во помали количини. Дополнителниот увоз на лебно зрно ќе биде главно од Србија, кое во моментов се продава по 8,5 денари за килограм. Граѓаните и клиентите доаѓаат на шалтерите и се интересираат дали грчката криза ќе се одрази на нивните пари. Сепак од банките информираат дека засега не се повлекуваат поголеми суми на пари. Тие ги уверуваат штедачите дека парите им се сигурни. Грчката криза ја чувствуваат македонските градови кои граничат со Грција. Се помалку грчки државјани кои порано пазареа во Битола и Гевгелија поради недостигот на пари сега ги нема. Деловните соработки пак меѓу грчките и македонските фирми и покрај лошата финансиска состојба на Грција се добри. Нема да се затворат грчките фирми во Македонија, ниту пак ќе се загрози работењето на банки со грчки капитал кои се во земјава, убедуваат стручњаците. Парите на граѓаните се сигурни. Не постои некоја нервоза кај населението, односно штедачите, во однос на нивните депозити кај банките, што секако е добра вест и тоа треба да се задржи и понатаму. Јас сум убеден дека нашите средства кои се дадени на чување, на располагање на домашните банки се сигурни. Под будното око на Народна банка на Република Македонија. Граѓаните и клиентите доаѓаат на шалтерите и се интересираат дали грчката криза ќе се одрази на нивните пари. Сепак, од банките информираат дека засега не се повлекуваат поголеми суми на пари. Тие ги уверуваат штедачите дека парите им се сигурни. Народната банка на Република Македонија презеде заштитни мерки со привремен карактер. Мерките се со рок на трајање од најмногу 6 месеци, а истите се заради превенција од опасноста од евентуални позначителни одливи на капитал од Република Македонија кон Грција.
Министерот за внатрешни работи Митко Чавков денеска на сите туристи преку граничниот премин Табановце кој влегува во Македонија лично им подели едукативни флаери за поголема внимателност во сообраќајот. Флаерите се дел од сообраќајно-едукативната акција Летна кампања 2015. Во рамки на превентивната сообраќајно-едукативна акција Летна кампања 2015, странските туристи кои денеска влегува во Македонија на граничниот премин Табановце добија едукативни флаери на англиски јазик. Флаерите содржат совети за почитување на правилата и прописите во сообраќајот, патната сигнализација, како и совети за почести одмори и поголемо внимание за време на летните горештини. Дел од кампањата за поголема безбедност беше министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој лично ги подели флаерите на туристите. И ова кампања ќе даде соодветен допринос во обезбедување посоодветни безбедносни состојби во сообраќајот на патиштата. Ние веќе можеме да кажеме дека бележиме соодветни, ако може да се каже така, успеси. Успехот е во тоа што успеаме засега да ги намалуваме последиците од сообраќајни незгоди. Намалениот број на сообраќајни незгоди со смртни последици во првата половина од годинава, за разлика од лани, е резултат на зголемената безбедносна состојба во државата. Освен превентивните кампањи, ќе се преиспитува и ефективноста на сообраќајната полиција и санкционирање на прекршоците кои се клучни за сообраќајките со тешки последици. Сакам уште еднаш да упатам апел и до странските туристи, но и до македонските водачи, внимателно да се однесуваат во сообраќајот, да ги почитуваат правилата и прописите и одговорно да управуваат со своето моторно возило. Министерството за внатрешни работи ќе продолжи со интензивни мерки и активности за поголема свест за безбедно учество во сообраќајот. Вакви едукативни флаери ќе бидат поделени на сите гранични премини. Општина Кавадарци обезбеди 4 автоматизирани инвалидски колички за лица со физички хендикеп и во иднина општината ќе издвојува средства од буџетот на локалната самоуправа за купување на вакви колички, согласно потребите на лицата со инвалидитет. 4 автоматизирани инвалидски колички за лица со физички хендикеп обезбеди општина Кавадарци согласно на потребите на лицата со инвалидитет. Планирано е бројот на вакви возила да се зголемува во иднина. Секоја година општина Кавадарци ќе издвојува средства од буџетот на локалната самоуправа за купување на вакви колички. Деновиве исто така заврши набавката на 4 така наречени скутери, електронски скутери, кои што се за лица со посебни потреби или лица кои што имаат проблеми со движењето или таков хендикеп. Овие колички се 3 од локалната самоуправа или од буџетот на локалната самоуправа и едно од Ротари клубот од Кавадарци. Ова е прв пат општина Кавадарци заедно со Ротари клубот од Кавадарци да учествуваат во ваков вид на хумана акција, но не и последна, вели градоначалникот Панов. За прв пат во Кавадарци да помагаме на ваква категорија на луѓе, меѓутоа нема да биде ни последен пат. Мојата концепција е да на тамошните 2 години секоја година набавуваме од 3 до 4 колички, со што би ги задоволиле потребите на ваквите пред се деца, а потоа и на сите останати. Мислам дека се работи за еден хуман чин. Сите 4 автоматски инвалидски колички ќе бидат дадени на Сдруженијето за лица со хендикеп во Кавадарци, а тие ќе ги распределат според потребите на овие лица каде предност имаат децата со хендикеп. Покрај инвестиции за изградба на патна инфраструктура во општина Неготино се решава најгорливиот проблем, а тоа е проблемот со водоснабдувањето. Повеќе од изјавата на градоначалникот Ванчо Апостолов од емисијата Отворено за, која ќе се емитува вечерва во 21 часот. Нашата апликација до Светска банка беше покрај реконструкција на 11 поголеми улици, значи примерно 11 поголеми улици во град Неготино во должина од 8 км, заедно паралелно со нив да се изгради еден поголем резервоар од 500 метри кубни, за разлика од овој постоечкиот од 150 метри кубни за горна зона во град Неготино, кој моментално се наоѓа во покрај населеното место Тимљани, кој ќе биде ново изградениот покрај постоечкиот и со тоа во ноќниот период секогаш
доволно ќе биде наполнет резервоарот, бидејќи тогаш е најмала потрошувачката на вода, тогаш е најголемо полнењето на резервоарите, може да биде без никакви редукции на вода и сметам дека во тој дел ќе ги санираме сите проблеми. Исто така се зафативме и со еден проект кој го реализираме преку Министерство за транспорт и врски, преку Европска инвестициона банка за изградба на нов резервоар во село Пепелиште со зафатнина од 200 метри кубни и тој заедно со изградба на потисен цевковод ќе биде доволен за снабдување на вода во самото населено место Пепелиште. Го гледате централниот дневник на регионалната К1. Во тек е бербата и откупот на праски во Росоманско. Првите количини од годинешниот род веќе можат да се најдат на кванташкиот пазар во Росоман, каде што се нудат по цена од околу 20 до 60 денари за килограм, во зависност од сортата на праската. Бербата на праски во Росоман и околните села е веќе започната. Првите количини од годинашниот род во росоманските праскарници веќе можат да се најдат на кванташкиот пазар во Росоман, кој оваа година е со нова локација во старите простории на Душан Чирич. Многу од производителите под жешкото сонце уморно ги чекаат купувачите за својот род. Цената е задоволителна, но маката на овоштарите од штетите врз родот од времето ги прави незадоволни. И градоначалникот на општина Росоман е задоволен од овогодинашната цена и вели дека реакциите на земјоделците се различни, поради градот кој неодамна ја зафати општината. Сега за сега луѓето се задоволни, доаѓа тука нудат она по-слаба роба со послаб квалитет, односно удрената праска и удрените други производи и се надеваме дека успешно ќе имаме една успешна година на ова локација каде што навистина не пречат во животот секојдневен на росоманци. Врнежите од град оваа година направија штети врз насадите со праски и лозија. Тие се огромни и на места изнесуваат и до 100%. Од невремето најмногу се погодени земјоделските култури во атарите на росоманските села Манастирец и Сирково. Доста штетата е голема, значи за жал се случи во атарот на Сирково и кај што не можеше земјоделците да искористат мерката субвенционирање на осигурување, односно не му беа дадени во владение земјоделските култури кои што беа засадени од едноставна причина имаше немаше правна развршница, имаше правна пречка за да може да ги стави во владение, да му се подпише договорите, а тоа резултираше да самите земјоделци не ја искористат оваа мерка за осигурување. Против времето и временските неприлики не може да се оди. Заради тоа надлежните препорачуваат земјоделците редовно да ги осигураат своите имоти. Зелениот сервис за граѓаните започна да функционира. Тоа е коалиција која на граѓаните им овозможува полесно да стигнат до потребните информации во локалната заедница, како и сервис кој што им овозможува пријавување на таргетираните проблеми и истовремено заедничко решавање на истите. Започна да функционира Зелениот сервис за граѓаните, коалиција на невладени организации, како резултат на вмрежувањето на поголем број невладини. Ова е коалиција која на граѓаните им овозможува информација како полесно да стигнат до потребните информации во локалната заедница, кои права ги имаат врз основа на законот и можности за полесно информирање, добивање на бараните податоци, како и сервис кој што им овозможува пријавување на таргетираните проблеми и истовремено заедничко решавање на проблемите. Покрај Велес и локалниот Зелениот сервис, на Зелениот сервис му се приклучија и невладени организации кои што доаѓаат од регионот на Повардарието, значи кои што покриваат регионот на Кавадарци, Неготино, Градско, и се надеваме дека со почнувањето на функционирање на невладени организации во Чашка и во Лозово ќе приклучиме организации од овие општини. По еден месец од функционирањето на Зелениот сервис, поголем број на граѓани се обратиле со најразлични проблеми.
Велосипедската федерација на Македонија во соработка со велосипедскиот младенски клуб Велес по 11 пат го организираа надпреварот Димитрија Чуповски, кој од година во година станува се поинтересен за домашните, но и за велосипедистите од соседните држави. Колешката Елица Радевска ги има деталите за победниците. 75 велосипедисти стигнаа на целта и го завршија надпреварувањето трофеј Димитрија Чуповски во село Папрадиште. Трката се возеше во неколку возрастни категории на две релации. Прв на целта од најстарата возрастна категорија Мастерс стигна 47 годишниот Зоран Ристовски од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово, а второпласиран беше 43 годишниот Дејан Новковски од велосипедскиот клуб Енерджи од Скопје. Трите најдобри категории велосипедскиот клуб Велоем е убедливо прв, како во јуниори, елит и јас во мастерс. Уште од самиот старт ја имавме целата трка под контрола, ја контролиравме трката, така да во ниеден момент не дозволивме да дојде до некое изненадување. Мада имаше доста јаки возачи, имаше гости од соседна Бугарија и од Косово. Мислам, патекава е одлична, оваа трка посебно ми се допаѓа мене и крајов е прекрасен. Задоволен сум се, тежината на патеката е голема, поготово финишот овдека во Папрадиште последните 4 километри со просечен градиент од 10%, па после 103 километри извозени веќе, дава дополнителна тежина. Меѓутоа сепак второ место сум во мастерс категорија и задоволен сум. Со 43 години задоволен. Во категорија сениори, златниот и сребрениот медал им припадна на Никола Ѓукиќ и Стефан Петрески од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово. Трето пласиран беше гостинот од Косово, Кендрум Гури. Стигнав прв на целта. Многу сум задоволен од тактиката што ја направивме пред стартот на трката, што ја извозивме успешно трката со мојот тим Велоем. Имам добар впечаток остави оваа трка. Ова ми е втора победа оваа сезона. Задоволен сум, победи мојот клубски колега Никола Ѓукиќ. Направивме добра тактика, прво Ивица Давидовски отиде во бек, потоа групата пак се спои. Отидоа тројца бугари, еден наш јуниор, потоа Никола Ѓукиќ се пресели напред, успеа да направи солидна предност и се качи прв на бредото, а јас останав со главната група и успеав да се одвојам на последното бредо. Покрај велосипедистите кои возеа релација Велес градско Велес село Папрадиште, помладите учесници во зависност од категориите до 18 години возеа релација Велес село Папрадиште. Сите кои успешно ја завршија трката и добија медали за успешна трка, велат дека се задоволни од своето возење. Добро беше. Патеката? Па имаше малки дупки на асфалтот. Какво е чувството да се биде прво место? Па убаво. Малце беше тешко, конкуренцијата беше посилна. Имаше малце патот беше со дупки. Денеска не успев да го отстварам тоа што го сакав, бидејќи имав дефект и се надевам дека другата трка ќе го остварам. На целта пристигне единствената дама на трката која се закити со златен медал, Анета Антовска. Во категорија јуниори пак златниот медал го освои Денис Колевски од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово, а во конкуренција У15 најдобро пласиран беше Кирил Лучевски од велосипедскиот клуб Илинден од Прилеп. Оваа стаза ја возам прв пат во мојот живот. Чувството е преубаво. Многу сум задоволен. На целта, велосипедистите ги пречека градоначалникот на општина Чашка, кој напомена дека ваквите настани се секогаш добре дојдени, а воедно истакна дека полека но сигурно почнува да се развива и алтернативниот туризам. И нас ни е чест секогаш да имаме кај нас вакви или слични надпревари, а Чашка како место кое што е со 800 километри квадратни и со 42 населени места, значи има голема можност за разни видови на спортски надпревари, кои што ние како општина ги поддржуваме и се надеваме дека и во иднина ќе ги има, а ние како општина ќе ги помагаме, едноставно ќе покажеме нашата гостопримливост или оној кроток народ кој што живее овде. Стартот на трката беше во 10 часот и 20 минути од предкружниот тек во центарот на Велес. Организатори на 11-тиот трофеј Димитрија Чуповски е Велосипедската федерација на Македонија и младинскиот велосипедски клуб Велес од Велес. Два предложени проекти на Македонија за гасно енергетско поврзување со земјите од Централна и Југоисточна Европа. Викендов се одржува 42-то издание на Галичка свадба. Ова се вестите од Македонија.
Два предложени проекти на Македонија за гасно-енергетско поврзување со земјите од Централна и Југоисточна Европа се вградени во регионалната иницијатива. За иницијативата за гасно поврзување на Централна и Југоисточна Европа беше потпишан меморандум за разбирање за заеднички пристап за решавање на диверзификацијата на природниот газ и предизвиците на безбедноста на снабдување. Македонија моментално користи природен газ преку единствената интерконекција со Бугарија во близина на Крива Паланка. Со оваа иницијатива во која се вклучи Македонија со своји проекти, се овозможува регионално поврзување со соседите и користење природен газ од различни извори и терминали, со што ќе се зголеми конкурентноста на македонската економија преку обезбедување поевтин енерген за граѓаните и компаниите. Во Галичник денеска и утре традиционално ќе се одржи 42-то издание на Галичката свадба, која е основен белег на галичкото културно лето. Советот на местната заедница Галичник, кој е организатор на манифестацијата за оваа година, одбрал младенци кои потекнуваат од старо галичко семејство. Организаторите и годинава очекуваат голем број посетители од земјава и од странство да ја проследат манифестацијата, која нуди впечатливо доживување поради автентичните носи на учесниците во свадбарските обичаи и амфитеатралниот амбиент на Галичник. Галичката свадба обединува над 30 свадбени обичаи карактеристични за мијачкиот крај. Во рамки на овогодинешното галичко лето ќе се одржат книжевна и ликовна колонија. По повод верскиот празник Преображение ќе биде организирана свеченост, а црквата Света Петка ќе биде цела ноќ отворена за посетители. Илјадници британски туристи се евакуирани од Тунис заради предупредување за нови терористички напади. Силна експлозија рано утро го потресе Каиро. Пред дипломатската резиденција во Каиро рано утринава експлодирала автомобил бомба, при што загинало најмалку едно лице, 4 се повредени и е направена значителна материјална штета, соопштуваат од Министерството за здравство. Одговорноста за нападот не ја презела ниту една група. Египет во последниве месеци се соочува со напади од страна на исламистички милитанти. Нападите на милитантите во последните 2 години се насочени кон полицијата и војската. Стотици лица се убиени во изминатите 24 месеци. Откако Велика Британија испрати совети за патници и предупреди дека многу е веројатно да биде извршен терористички напад во Тунис, илјадници туристи од оваа земја се евакуирани. Организирани се дополнителни летови од страна на туроператорите. Оваа одлука дојде по 2 недели од нападот во морското одморалиште Сус. Тогаш беа убиени 38 туристи, од нив 30 беа британци. Се смета дека 2 милитанти поврзани со терористичкиот напад во Тунис се уште се на слобода, па се стравува дека би можеле повторно да нападнат. Убедлив пораз на македонската одбојкарска репрезентација во првиот меч во Европската лига. Македонскиот кошаркар Владо Илиевски повторно ќе игра во италијански тим. Македонија домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Македонската одбојкарска репрезентација не ја започна сезоната во Европската лига во најдобро светло. На првиот одигран надпревар против Естонија, избраниците на селекторот Жарко Ристовски загубија со резултат 3:0 во сетови. Македонската селекција беше во водство само во последниот трет сет, со што овој надпревар ќе се запише како еден од најлошите надпревари во последниве неколку години. Според селекторот Ристовски, главниот проблем бил во приемот и одличното сервирање на естонците.
Недостатокот од неколку одбојкари и немањето квалитетни подготовки имаа голем удел во крајниот резултат, но момците на Жарко Ристовски можат многу повеќе од ова издание против естонците. Најефикасен поединец во нашите редови беше Јовица Симовски со 12 поени, еден повеќе од Никола Ѓоргиев кој запиша ефект од 11 поени. Во составот на Естонија убедливо најдобар поединец со реализирани 20 поени беше Оливер Вено. Македонскиот кошаркар Владо Илиевски се враќа во Италија. Својата кариера по кратка пауза ја продолжува на врвно ниво во нов италијански дрес, откако успешно постигна договор со екипата на Орландина. Овој трансфер беше потврден од страна на самиот клуб, кој на официјалната страна изрази задоволство што има можност да постигне договор со македонецот. Минатата сезона тимот на Орландина заврши 14 од вкупно 16 тимови и успеа да избегне пат во ранг подолу. Илиевски во периодот од 2005 до 2008 година успешно ги носеше дресовите на италијанските клубови Лотоматика Рома, Болоња и Монтепаски Сиена. Сега во новиот тим Илиевски се одлучи на својот дрес да го стави бројот 6. Штип ќе биде домаќин на најдобрите балкански пинг-понгари од вкупно 10 држави на првенството кое ќе се одржи од 21 до 25 октомври. Во Агенцијата за млади и спорт, генералниот секретар на Балканската пинг-понг унија Милорад Трпковски, председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија Јован Дабевски и представникот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, доцент доктор Кирил Барбареев, потпишаа договор за соработка и организација на престојното Балканско првенство до 21 година, чиј домаќин ќе биде Република Македонија. На 41-то Балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови и микс двојки. Серена Вилијамс го освои Вимблдон, Маркес на пол позиција, Роси 6, Баков вклучен во Формула 1 календарот, вестите од меѓународниот спорт. Американската тенисерка Серена Вилијамс ја освои 6-та титула на Вимблдон, откако во финалето во 2 сета ја порази шпанската тенисерка Гарбине Мугуруса. Со брз брейк шпанката го одбележа стартот на дуелот, но со квалитетна игра Серена направи пресврт за 6-4 во првиот сет. Доминацијата на Вилијамс продолжи во вториот сет, но Мугуруса не заостана и го оправда нејзиното место во финалето. Сепак Серена ги оправда очекувањата освојувајќи ја својата вкупно 21 Гранд Слем титула. На тениската кралица годинава и преостанува уште US Open за оваа календарска година, да ја заокружи со максимално освоени Гранд Слем турнири. Утре се игра и финалето на Вимблдон во машка конкуренција меѓу Новак Ѓоковиќ и Роже Федерер. Актуелниот шампион во MotoGP класата ја обезбеди пол позицијата. Марк Маркес на Хонда на утрешната трка за големата награда на Германија ќе стартува од првата позиција. Маркес беше побрз за 292.000 од својот тимски колега Дани Педроса, кој трката ја заврши на втората позиција. За Маркес ова е 6-та поред пол позиција на истата патека во 3 различни класи. На утрешната трка, Хорхе Лоренцо од Јамаха ќе стартува од третата позиција, а на Валентино Роси му припадна 6-то место. Бастијан Швајштајгер ќе биде нов фудбалер на Манчестер Юнајтед, пишува германски Билд. Ова лето германскиот репрезентативец ќе се пресели во Манчестер, откако им соопштил начелниците на Бајер Минхен дека има намера својата кариера да ја продолжи на англискиот стадион. За сума од 15 милиони фунти и годишна плата од 7,2 милиони фунти, тој би требало да биде второто сезонско заселување на англискиот тим. Менаџерот Луи Ван Гал конечно си ја исполнува својата желба повторно да соработува со германецот по нивното заедничко работење во Бајерн. Интернационалната автомобилистичка федерација го објави провизорниот календар на трки за Формула 1 шампионатот за предстојната 2016 година.
Во предстојната сезона новитет е трката за големата награда на Азербејџан. Следната сезона на Формула 1 ќе има 21 трка, а годинава ќе стартува најдоцна и тоа на 3 април со стандардната трка во Мелбурн парк, Австралија. Новата трка во Баку ќе биде 10-та поред, веднаш помеѓу австриското и германското Гран При. Рокадата на Русија и Малезија е последната промена во овогодинешниот календар. Трката во Сочи е закажана за 1 мај и ќе биде 4-та трка од сезоната, додека пак во Малезија ќе се вози на 25 септември. Топло и сончево време имавме денес. Утре не очекува слично време. Еве деталната временска прогноза. Тоа беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денес. Во 21 часот гледајте емисијата Отворено за на колешката Дијана Иванова. Гостин ќе биде градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Пријатно!